Институтот за јавно здравје регистрира 767 случаи на групни пријави за заболени од грип или заболувања слични на грип во Македонија во 9-та епидемиолошка недела од оваа година од 23 февруари до 1 март. Директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска изјави на пресконференција дека во споредба со претходната седмица бројот на пријавени случаи е намален за 31,1%, што представува 20,4% помалку во однос на просечниот број на случаи во последните 15 сезони. Во последните недели се забележува тренд на намалување на бројката. Можеме да кажеме дека регистрираната инциденца е во рамки на ниската активност, истакна Андоновска одговарајќи на новинарски прашања. Овие податоци укажуваат на продолжување на тенденцијата на слабење на грипната активност во земјава, што е позитивен знак за здравствените служби и граѓаните. Судиката Дијана Груевска-Илиевска одлучи да не ги спои тековната судска постапка и новиот обвинителен акт против 13 полициски службеници за кривично-правниот настан од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, поднесен на 30 јануари 2026 година. Одлуката е донесена со образложение дека евентуално спојување би довело до одолговлекување на сите постапки и би било спротивно на начелото на економичност. Судиката оцени дека имајќи ја предвид фазата на доказната постапка и фактот што основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција има поднесено уште 3 постапки со вкупно 25 обвинети. Спојувањето би го отежнало процесот и би барало дополнително присуство на обвинители. Адвокатот Петре Шилегов, бранител на обвинетиот Шевкет Хазари, реагираше дека одлуката е донесена без директен увид во доказите од другите постапки, што според него задира во начелото на законитост. Судот потврди дека телефонски се информирал за статусот на другите предмети, но не извршил директен увид. Одбраната на прво обвинетиот Дејан Јованов, адвокатката Ивана Куцевска претходно предложила спојување на постапките, наведувајќи дека полициските службеници се обвинуваат како соизвршители за истиот кривично-правен настан и дека одвоеното водење на предметите може да доведе до различни судски заклучоци. Застапниците на обвинителниот акт потенцираа дека не се надлежни да се произнесат за спојувањето, бидејќи обвинението е покренато од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кои изразија зачудувањето од барањето на одбраната за спојување, со оглед на тоа што истата одбрана претходно се жалела на обемноста на предметот и бројот на обвинети. Иран упати остро предупредување до европските земји дека ќе сносат последици доколку продолжат да молчат за, како што ги нарече, американските и израелските напади кршење на меѓународното право. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Исмаил Багаи во интервју изјави дека ниедна држава не може да остане рамнодушна пред ваквите случувања. Оние кои ќе останат неми ќе бидат соучесници во оваа неправда. Ако Европа продолжи да молчи пред оваа агресија врз меѓународното право, сите земји ќе ја платат цената порано или подоцна, додаде Багаи. Тој нагласи дека нападите представуваат сериозно нарушување на меѓународните правила и повика меѓународната заедница да реагира. Според него, ниту една земја членка на Обединетите нации не треба да остане индиферентна, бидејќи молкот може да се толкува како поддршка на агресијата. Изјавата доаѓа во време на зголемени тензии на Блискиот Исток и растечки дипломатски притисок врз европските земји да создадат појасен став кон конфликтот. Италија објави дека ќе испрати воена помош за поддршка на земјите од Персискиот залив погодени од нападите што, како што се тврди, доаѓаат од Иран како одмазда за офанзивата на Соединетите Американски држави и Израел на Блискиот Исток. Премиерката на Италија Џорџа Мелони рече дека земјата ќе испрати поддршка за воздушна одбрана на сојузниците во регионот. Мелони истакна дека Италија заедно со Обединетото кралство, Франција и Германија планира да им помогне на пријателските држави од заливот, не само поради партнерството, туку и затоа што во регионот се наоѓаат десетици илјади италијански државјани, вклучително околу 2000 италијански војници кои треба да бидат заштитени. Таа посочи дека заливот има витално значење за енергетското снабдување на Италија и цела Европа. Министерот за одбрана Гвидо Кросето пред италијанскиот парламент рече дека Италија ќе испрати воздушна одбрана, системи против беспилотни летала и против ракетни системи.
Министерот за надворешни работи Антонио Тајани додаде дека некои стратешки земји од заливот формално побарале поддршка за зајакнување на нивните капацитети за воздушна одбрана. Италија исто така ја подигна домашната заштита на националниот воздушно-ракетен систем на највисоко ниво во координација со НАТО. Времето денеска претежно облачно со слаб локален дожд низ целата земја и со услови за појава на ретки грмежи, ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец, кој ќе биде поизразен дожд по Вардаријата, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Во Скопје облачно време со повремени слаби врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. За време на викендот и до средината на следната седмица под влијание на поле на висок воздушен притисок следува период на стабилно и суво време. Петок ќе дува умерен северен ветер, во деновите потоа слаб до умерен ветер од југоисточен правец.